Најава за денешните настани. Одложено судското рочиште за нападот на Пендиков. Одбраната на обвинетиот ја напушти судницата. Околу 6.000 британци се очекува да летуваат во Охрид оваа туристичка сезона. Потребна ни е храна, не тутун. Денес се одбележува светскиот ден без тутун. Што се улови видеомониторингот од убавиот жив свет на Галичица? Објавен конкурсот за школата за млади лидери. Со најавените и останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици и максимални 20 степени Целзиусови температура. Локално попладне пообилни врнежи од дожд проследени со појава на невреме во текот на ноќта кон четврток облачно и свежо. Утре над најголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров облачно со дожд и свежо време. Температурите под повеќегодишниот просек за овој период од годината. Во останатите делови од Европа времето ќе биде сончево со локална облачност и релативно топло. На Балканскиот полуостров во четврток умерено облачно и нестабилно време. Ќе има дожд, грмотевици и локална појава на невреме. Во северот полуостровот претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури од 21 до 28 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток во утринските и предпладневните часови сончево со локална облачност, ветровито и топло време. Попладне услови за развој на нестабилност која ќе донесе облачно и нестабилно време со дожд и грмотевици, локално и поројни врнежи и појава на невреме. Минималните температури од 7 до 16, а максималните дневни температури од 17 до 27 степени. Во Охрид во четврток сончево време со локална облачност. Попладне нестабилност која ќе донесе нестабилно време со дожд, грмотевици и невреме. Минималната 11, дневната 21 степени. Во петок и сабота претежно сончево време. Ќе има локална облачност, ќе биде топло, а попладне ќе има услови за дожд. Минималната 11, дневната 23 до 21 степен. Во неделя не очекува претежно сончево време со локална облачност и топло, попладне дожд и грмотевици. Утринската 11, а дневната 22 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро,
повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Одложено рочиштето за случајот за физичкиот напад врз Христијан Пендиков. Причина за одложување на рочиштето е новиот доказ против обвинетиот Илија Спасевски, кој Охридското обвинителство го достави до судот. Одбраната побара повеќе време за проучување на доказот, но откако судијата тоа не го дозволи, адвокатите на обвинетиот ја напуштија салата. Само што започна беше прекинато денешното рочиште за случајот со претепувањето на Христијан Пендиков. Инаку ова е второ рочиште од главната расправа во судскиот процес за тепачката, што се случи на 19 јануари во угостителски објект на кејот на Охридското езеро, во која повреден беше Христијан Пендиков, секретар на засега забранетиот бугарски културен клуб Цар Борис III во Охрид. Одбраната на обвинетиот Илија Спасевски го напушти судењето откако не беше усвоено барањето за одлагање на рочиштето со цел таа да се запознае со новото судско вештачење кое обвинителството го приложи до судот. Адвокатот на одбраната Димитрија Цобовски со објаснување. Побрав согласно законот, одлагање, бидејќи се доставија нови докази, ново дополнение на вештачење и во некој случај како сериозен адвокат не можам да се согласам да отпочни сослушување во поглед на кривично-правниот настан, а да не знам точно што стои во тоа дополнително вештачење. Адвокатот на Христијан Пендиков, Стефан Камишевски, смета дека од процесен аспект одбраната има право да побара одлагање бидејќи имало дополнување на медицинското вештачење. Лекувањето, тој посочи, се уште трае и медицинската документација беше доставена подоцна. Тој потврди дека постои уште еден напаѓач на Пендиков, што се гледало и на снимката која била изведена како доказ во судот. Точно постои уште еден напаѓач. Дури и на самата снимка која што беше изведена како доказ на претходното рочиште тука во судот, беше евидентно дека две лица се тие кои што го тепаат оштетениот. Адвокатот Камишевски објасни дека стекнувањето на Пендиков со бугарско државјанство започнувало со поднесувањето на барање за државјанство. Точно е стекнато во тек на постапката, но државјанството во Република Бугарија, како и во Република Македонија и во било која друга држава, е уредено со закон и постои постапка. Значи, таа постапка генерално секогаш почнува со барање од оној кој што бара да му биде даден прием во државјанство на соодветната држава, така што барањето е претходно поднесено. Се огласи и Пендиков, кој пред новинарите кажа дека не се плаши, но дека не е пријатно чувството што секојдневно добива закани. Фала ви на прашањето, сега сум подобар, имам уште пред што ме следуваат. Имам се уште прегледи што ми следува, за тоа што имам 2 пукнати пршлени. И се надевам дека ќе можам да патувам на 12 јули, јас ќе се надевам и ќе сакам да го осварам моето право да бидејќи треба да се соработува со судот. Судијата Бојан Мартиновски на денешното рочиште побарат да сведочат вешти лица од областа на медицината и информатичките технологии како и тројца сведоци, но тие искази ќе дадат на следното рочиште. Прво обвинетиот Илија Спасевски, кој се товари за кривично дело напад од омраза со тешки повреди, кажа дека го разбира обвинението, но дека не се чувствува виновен. Од денес на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле започнаа новите авиолинии од Лондон и Манчестер. Чартер летовите ќе траат до 20 септември 2 пати неделно. Оваа туристичка сезона се очекува на 6000 британци да летуваат на брегот на Охридското езеро. На Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле од денес стартуваа новите авиолинии од Велика Британија. До 20 септември, 2 пати неделно преку туроператорот TUI UK, Охрид се поврзува со Лондон и Манчестер. Оваа сезона се очекуваат на 6000 британци да летуваат на брегот на Охридското езеро и да се запознаат со убавините на нашата земја. So with this remarkable destination that
Значи, со воведувањето на овие чартер летови од Манчестер и од Лондон, туристите, британските туристи ќе имаат можност да ја посетат оваа неверојатна дестинација, со тоа што ќе имаат можност да го посетат стариот град, односно стариот дел на Охрид, кој што е на листата на УНЕСКО, да посетат антички локалитети како манастири и цркви и да искусат, односно да ја пробаат добрата храна, да гостопримството во Охрид, како и локалната традиција. Во првите 4 месеци од годинава во споредба со истиот период лани, бројот на патници во авиосообраќајот во земјава пораснал за 44%. Убеден сум дека овие нови дестинации значително ќе придонесат за развој на целиот регион, за развојот на авиосообраќајот, бидејќи новите авиолинии значат и дополнително зголемен број на туристи, развој на туризмот во Охрид и во Северна Македонија, и тоа е значаен чекор кон обезбедување и на економски развој на државата. Охрид засега е нова и непозната дестинација за британците, но особено атрактивна поради прекрасната природа. Бројот на туристи од Британија се очекува да расте. So North Macedonia is a less well Северна Македонија не е многу позната дестинација за тие што сакаат нели да патуваат од Обединетото кралство, но тоа ќе се промени затоа што патниците кои што ќе пристигнат тука и кои што ќе поминат прекрасно време, сигурно кога веруваме дека кога ќе се вратат назад, ќе се прошири нивното искуство, тие ќе го споделат со нивните семејства и со фамилиите за оваа прекрасна и уникатна дестинација. Годинава на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле се очекуваат рекорден број туристи. Во моментов овде оперираат 4 авиокомпании до 9 дестинации. Македонија прва на Балканот во одгледување на тутун, пред нас е само Турција. Во Македонија тутун се одгледува на површина од над 16.000 хектари. Спротивно на популарното верување дека производството на тутун ја полни државната каса, таа во бруто домашниот производ учествува само со 2%. Под мотото "Потребна ни е храна, не тутун", денес се одбележува Светскиот ден без тутун со цел да се истакне долгорочната важност на одгледувањето одржливи и хранливи земјоделски култури наместо тутун, што во актуелниот и многу сложен момент за нашата планета и општество особено е значајно. Студиите направени од Светска здравствена организација велат дека во периодот од 2005 до 2020 година во светот за 16% се намалиле површините на кои се одгледува тутунот, додека во истиот тој период во Африка се зголемиле за 20%. Ние сме лидери на Балканот кога станува збор за одгледување на тутун, вели доктор Даниела Чинговска, специјалист по социјална медицина и јавно здравје. Нашата држава се наоѓа на високото 19-то место во светот, значи на глобално ниво, според хектари плодна површина на која што се одгледува тутун, и дури на второто место во Европскиот регион, веднаш после Турција. Во Македонија тутун се одгледува на површина од над 16.000 хектари. Ваквата слика е резултат на владините субвенции за одгледување на оваа култура. Само во 2020 година државата доделила субвенции за тутунопроизводителите во висина од вртоглави 32 милиони долари. Почвата на која долго години се одгледува тутун станува неплодна после користењето на пестициди. Спротивно на популарното верување дека производството на тутун ја полни државната каса, тоа во бруто домашниот производ учествува со само 2%. Високо сме рангирани и како земја со активни пушачи и како земја по број на испушени цигари дневно по пушач, вели Чинговска. Речиси половина од возрастната популација во Македонија редовно пуши цигари, а 70% од нив започнале да пушат на возраст до 21 година. Сите оние кои сакаат да стават крај на оваа лоша навика, тоа може да го сторат во Центарот за јавно здравје, каде од 2014 година работи советувалиштето за одвикнување од пушење како една програма на Министерството за здравство. Доколку решат, значи слободно ќе можат да се обратат во советувалиштето, каде што ќе бидат запознаени со проблематиката околу штетноста прво, па понатаму се прават тестови за покажување на нивото, на степенот на зависност индивидуално, и врз основа на тие после одиме со програма за советување, како совети за помош при откажување и препораки за никотинска заместителна терапија.
Пушењето како причина за смрт се поврзува со околу 7,2 милиони смртни исходи во светот годишно. Тутунот убива приближно половина од своите корисници, одземајќи така повеќе животи отколку сидата, маларијата и туберкулозата заедно. Потребна ни е храна, не тутун. Ќе биде тема и на едукативните работилници, кои стручните лица на Центарот за јавно здравје од Охрид ќе ги реализираат во средните училишта во Охрид. Што се улови видеомониторингот од убавиот жив свет на Галичица? Целта на видеомониторингот е следење на влијанието од присуство на луѓето врз природата. Дел од богатото животинско царство од Галичица, начело со неговото височество рисот, а тука се секако и срните, волците, мечките, дивите мачки и други животни уловени од камерите поставени во Националниот парк Галичица. Сликите ги сподели Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид, кој во соработка со Националната установа Национален парк Галичица и Алпинистичкиот клуб Патагонија Охрид пред известно време започна акција за видеомониторинг во строго заштитените зони од Националниот парк. Жалиме што во оваа прилика немаме можност да ви презентираме повеќе од огромниот фонд на фото и видеоматеријали, но ветуваме дека ќе дополниме наскоро, напиша од Планинската спасителна служба на објавата на Facebook. Целта на видеомониторингот на Галичица е следење на влијанието од присуството на луѓето врз природата. Од Планинската спасителна служба порачуваат граѓаните да уживаат во убавините, но и да ја почитуваат и сакаат природата, да се движат само по обележаните патеки во паркот, за да не им се нарушува мирот на овие прекрасни суштества. Второ издание на етнофестивалот Охрид со концерт на Александар Јовевски. Овогодинешното издание е насловено Од колено на колено. Етнофестивалот ќе се одржи на 14 јуни на платото пред Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 20 часот. Организатор на овој настан е Сдруженијето за интегриран развој Арт Пријатели, а истиот е поддржан од општина Охрид. Организаторите ги покануваат сите љубители на овој тип на музика да бидат дел од овогодинешното издание. Влезот е слободен. Објавен конкурсот за учесници на школата за млади лидери која годинава ќе биде на темата Образование, трансформација, лидерство. Кабинетот на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов информира дека од денес е отворен конкурсот за 14-тата меѓународна обука за млади лидери, кој ќе се одржи во периодот од 7 до 19 октомври 2023 година. Рокот за аплицирање на конкурсот е до 21 јуни оваа година. Програмата се организира комбинирано онлайн и во Охрид. Таа е наменита за млади луѓе со завршено високо образование до 35 години, дипломирани студенти и професионалци со работно искуство. Оваа година програмата на школата треба да одговори на прашањата како образованието и лидерството може да бидат трансформатори и катализатори за позитивни промени и иновации. Школата за млади лидери на поранешниот председател Иванов е прогласена за најдобар социјално одговорен проект во Европа за 2017 година од страна на Светскиот инвестициски форум на бизнис ангели. Јавното предпријатие Охридски комуналец во сабота 3 јуни ќе реализира акција за собирање кабаст отпад во Горна Влашка мала, населбата Христо Узунов и Карабего мала. Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 3 јуни со претходна пријава на локацијата на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во периодот од 7 до 21 часот. Кабастиот отпад треба да биде уредно оставен до контейнерите или другите пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, информираат од предпријатието. Следуваат вестите од светот. И утрово се собраа граѓани пред општината Звечан. Постојано се зголемува нивниот број. Исто така, голем е и бројот на припадници на КФОР кои со опрема за разбивање демонстрации утрово беа распоредени во близина на општинските згради во Звечан, Лепосавик и Зубин поток. Припадниците на КФОР во населбата Звечан поставија жица по целата улица. Војници со штитови стојат и на крстосницата. За разлика од претходните денови, денеска граѓаните се пооддалечени од припадниците на КФОР. Како што пренесуваат медиумите, на северот на Косово ноќта поминала мирно, а помала група граѓани останала пред зградата на општина Лепосавик. Со граѓаните утрово се и лидерите на Српската листа Игор Симик, Горан Ракич, како и Александар Спирик. Таму е денеска и лидерот на Српски опстанак Александар Арсенијевиќ.
Директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија Рафаел Гроси побара од Украина и Русија да ги прифатат 5 принципи за заштита на нуклеарната централа Запорожје. Гроси рече дека и по неколку месечни напори не можел да обезбеди договор меѓу двете страни за заштита на објектот и намалување на ризикот од катастрофална нуклеарна несреќа, која би можела да биде предизвикана од воени активности како што е гранатирањето. На брифинг во Советот за безбедност на Обединетите нации, Гроси побара станиците за снабдување со електрична енергија надвор од локацијата Запорожје да останат достапни и безбедни, како и сите други витални системи кои мора да бидат заштитени од напади или саботажа. Американската крајбрежна стража и бројни агенции со денови ги пребаруваат водите на океанот кај Бахамите во потрага по млад човек, откако тој доцна вечерта скокнал од крузер и исчезнал. Станува збор за 18 годишниот Камерон Робинс, кој минатата среда околу 23 часот и 30 минути скокнал во океанот без појас за спасување, облечен само во костум за капење поради предизвик. На видеото се гледа како неговите соученици се во шок и се обидуваат да му помогнат со совет да се фати за бовата, но водата го носи во друга насока и тој исчезнува во темнината. Во моментот кога младиот човек од Луизијана скокнал во морето, бродот бил во близина на Атол, ненаселен остров кој се наоѓа североисточно од Насау. Робинс бил средношколска бейсбол звезда, а на бродот ја славил својата матура со десетици други ученици од другите средни училишта во Батон Руж. Јапонскиот премиер го отпушти својот син поради неприфатливи фотографии. Шотаро, најстариот син на јапонскиот премиер Фумио Кишида, треба да се повлече од функцијата извршен секретар за политика заради негодување на јавноста поради користење на официјалната резиденција за приватна забава. Фотографиите објавени од неделникот Шукан Буншун покажале како Шотар Кишида и 10 роднини сликани како лежат на символично важни скали покриени со црвениот тепих на резиденцијата, имитирајќи ја групната фотографија од новоназначената влада. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте, пријатно.